Почитувани граѓани на Република Македонија, почитувани граѓани на општина Кавадарци. На крајот од мандатот, воден од принципот на транспарентност и отчетност, ми представува посебна чест и задоволство пред граѓаните на општина Кавадарци да ги презентирам сите дела за Кавадарци за периодот 2013-2017 година. Најнапред, дозволете ми да се заблагодарам од мое лично име прво на граѓаните на општина Кавадарци кои што ми ја дадоа довербата не само 2009-2013, туку и 2013-2017 да бидам прв човек на општина Кавадарци. Секако благодарност до партијата ВМРО-ДПМН кој што ми ја укажа оваа можност, Советот на општина Кавадарци кој што ме поддржуваше во сите мои дела и сите проекти кои што ги предлагав, администрацијата која што во главно работеше професионално и стручно, вработените во јавниот сектор со нивните раководни и управни органи, бизнис секторот од кој што за цело време имавме поддршка, како и сите позитивни критичари од Кавадарци. Во изминатиот период од 4 години и покрај сериозните тешкоти предизвикани од политичката криза, организирани од АТАК, обструкциите и заканите од опозицијата, сега централна власт, успеавме да реализираме висок процент на проекти кои беа наша основна задача и посветеност на почетокот на мандатот. Лично мислам дека со отпочнувањето на неколку круцијални цели, кои во минатиот период беа мои лични визии за Кавадарци на сите. Тука би ги спомнал. Постигнато е многу повисоко ниво на комунално уредување на градот и селата и наместо екзистенционални проблеми кои што ги решававме 2009-2013, сега решаваме секојдневни проблеми и барања на граѓаните. Кавадарци е град со најниско ниво на невработеност во Република Македонија. Локалната самоуправа, јавните институции и предпријатијата се со ниско ниво на задолженост и без проблеми ги извршуваат своите надлежности. Кадровски, материјално и инфраструктурно се екипирани и опремени. Четврто, Кавадарци е град кој е еден од најпосакуваните за живот во Република Македонија. И пето, а не и најнебитно, се обидов, а се надевам дека успеав, да внесам човечност во политиката. Почитувани кавадарчани, во периодот 2013-2017 се подсетивме и реализиравме стотици проекти кои во значителна мера го подобрија квалитетот на животот на граѓаните како во градот, така и во селата. За да не се заборави, сакам уште еднаш пред целата јавност да ги повторам проектите преточени во овој отчет за 4 години од наше работење. Прво, целосно го решивме проблемот со водоснабдувањето, плод на помош од владата на Република Македонија, локалната самоуправа и интелектот на самите кавадарчани. Второ, дограден е кејот на реката Луда Мара и реконструирани се 3 моста. Изградба на концертна сала во основното општинско музичко балетско училиште Лазомице Фрале, изградена е нова градинка како и реконструкција на простории во Домот на културата во село Ваташа и нивно адаптирање во детска градинка, како и проширување со 200 метри квадратни во градинката Гоцеделче. Пето, доградба на гимназијата Добри Даскалов, како и комплетна смена на кровната конструкција на истата и нова термофасада. Изградба на НВО центар, изградба на бизнис центар, уредување на просториите за адлепотиците, со изградба на детски реквизити, игралиште, осветлување, хортикултурно уредување, што ќе финишира со мини пазарче. Почеток на изградба на брз пат Дреново-Фариш, менеджирано од владата на Република Македонија. Десето, уредување на сите влезови во градот. Изграда на модуларен паркинг, како исклучување на договор за концесија за паркирањето во градот. Реконструкција на улицата Страшо Пинџур, реконструкција на делницата од локалниот пат кон село Возарци, Брана Хецтиквеш, како и реконструкција на локален пат Кавадарци, односно регионален пат за пример кон Прилеп кол селото Дрено. Изградба на музеј на вкусовите, што беше плод на менеджирање со соседната општина од Грција Едеса. Изградени се 600 метри од главниот колекторски систем, а во тек е реализација на уште 800 метри по барање на локалното население, што ќе финишира со изградба на прочитителна станица, меѓутоа менеджирана од владата на Република Македонија. Реконструкција и проширување на патот од селото Крњево до селото Бохула. Хлораторски станици за селото Бојанчиште, селото Крњево, Куманичево, Долна Бошова и Конопиште.
решавање на проблемот со водоснабдувањето на селото Бохула, како и изградба на канализациона мрежа. Помош од локалната самоуправа за реконструкција на фасадите на неколку згради за колективно домување, проект кој што и понатаму е во тек. Средното општинско училиште Киро Спанџов Брко и основното општинско училиште Тоде Хаџитефов добија нови термофасади, огради и нов кров, а во основното општинско училиште Тоде Хаџитефов се започнува со изградба на третата спортска сала во Кавадарци. Завршена е комплетната реконструкција на регионалниот пат Кавадарци-Мушовгроб. Реконструиран е патот Ладно-Долче-Крњево. Реконструиран е патот Кавадарци-Ресава-Бегниште. Изградба на пристапниот пат до село Фариш. Со помош на владата на Република Македонија комплетно е реконструирано основното општинско училиште Гоце Делчев и во неговиот двор е изградено мултинаменско игралиште. Се изгради ново училиште во селото Марена, а се пристапи кон реконструкција на старото училиште. Го превзедавме во владение и градскиот стадион, истиот го активиравме, го ставивме во функција, како и го превзедовме фудбалскиот клуб Тиквеш, кој е сега стабилен второлигаш. Изградени се 2 нови тениски игралишта со помош на Агенцијата за млади и спорт. Променета е целотно осветлување во јавното предпријатие Јасмин, како и е комплетно доуреден дворот со бекатон. Во градот, а и по селата, за потребите на граѓаните и вработените во Дрекселмајер Македонија, поставени се 20 автобуски постојки. Јавното предпријатие Комуналец 5-та година е најдоброто јавно предпријатие во Република Македонија и тука би спомнал некои нивни достигнувања. Комплетно нов возен парк со 20 нови возила, нови 6000 контейнери, донирани канти за смет за секое домаќинство, обезбедено стабилно водоснабдување, 30 километри реконструиран водомот, 15 километри реконструирана канализациона мрежа и 5 километри реконструирана атмосферска канализација. Исто така, 20.000 метри квадратни се опфатени со нови тревнати површини. Од страна на локалната самоуправа реконструирани се вкупно 80 улици во овој период, и ако се придодаде оној период од претходните 4 години, успеавме да реконструираме околу 160 од вкупно 240 улици кои што постојат во градот Кавадарци. Асфалтирани, односно со бекатон се покриени уште 30 улици, патеки, тротоари и слично. Имплементиравме команден центар за уличното осветлување, ги променивме столчињата во големата сала, санитарните јазди и сцената во Домот на културата, откриен е споменик на жртвите од Тиквешкото востание и собрани се повеќе споменици од НОБ на нова локација. Ја реконструиравме спомен костурницата, дворот, плочите и од спомен костурницата, кровот на Ваташкиот манастир, спомен куќата на Страшо Пинџур и слично. Помагавме активно на Македонската православна црква во изградбата на црквата Света Петка, како и Полошкиот манастир. Ги реконструиравме подрумските простори на библиотеката Феткин во Депо, набавивме нови макази за пожарникарите, а од деновиве отпочнуваме со реконструкција и на нивната зграда. Не ги заборавивме и маргинализираните лица, наши сограѓани, со изградба на лифт во зградата на локалната самоуправа. Секоја година дониравме електрични колички и за прв пат морам да потенцирам покрај владата Дрекселмајер Македонија е првата компанија која што вработува лица со хендикеп. Го помагнавме и здравството со донации по потреби утврдени на самите здравствени работници. Го проширивме нашето пријателство со нови 4 општини од Хрватска, Србија, Румунија и Турција и воведовме географско информативен систем со што секој граѓанин од дома може да направи увид во урбанистичките планови. Почитувани, ова и уште стотици други проекти изборуваат за нас, за нашиот однос кон граѓаните, компаниите во градот. Ова е нашијата политичка борба и метод како да се стигне до гласот на граѓаните. Така беше, така и ќе биде понатаму.